денеска на лице место ќе зборуваме за потрошувачката на вода, односно со самото доаѓање на летните денови, порастот на температурите, имаме и зголемена потрошувачка на вода. Вообичаени месеци токму за голема потрошувачка се јули и август, но каква е состојбата во месец јуни, односно дали имаме енормно зголемена потрошувачка на вода? Во ова вклучување на лице место ќе ни говори господин Дејан Димовски, раководител на одделението за електромашински работи во јавното предпријатие Водовод и канализација. Да му посакаме добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на Телна телевизија. На самиот почеток, дали во месец јуни се забележува зголемена, односно енормна потрошувачка на вода? Да, во месец јуни, како што се зголемија дневните температури, енормно зголемена потрошувачката на вода. И оваа година потрошувачката на вода не е само зголемена кога направиме компарација помеѓу летниот период и претходно пролетниот или зимскиот период, меѓутоа во оваа година во јуни бележиме енормно зголемена потрошувачка на вода, односно имаме денови каде што имаме рекордно производство на вода следејќи 2-3 децении наназад во Скопје. Така да на 15 јуни е забележено енормна потрошувачка на вода и системот на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје произведе 354.000 метри кубни вода, што представува апсолутен рекорд во потрошувачка на вода на дневно ниво. Дали ова на некој начин представува и проблем за предпријатието, односно оптоварување на самиот систем? Да, системот е максимално оптоварен и системот од техничка гледна точка сега е целосно функционален благодарение на подготовките кои што ги направивме на техничко ниво во зимскиот период. Меѓутоа системот е максимално оптоварен во однос пред се на бунарските подрачја кои што ја надополнуваат намалената издашност на изворот Рашче и во моментов додека сега разговараме за да овозможиме стабилно водоснабдување на целиот град покрај Рашче користиме 5 бунари кои што дополнуваат дополнителни 1000 литри во секунда на 3,2 метри кубни во секунда издашност која што ја дава изворот Рашче. Што сметате дека придонесува за оваа голема потрошувачка на вода? Дали порастот на температурите, дали можеби нелегални приклучоци кои што ја користат самата вода, дали можеби некој друг случај? Енормното зголемување на вода мислам дека е нашиот менталитет заради тоа што ние не се грижиме за она што представува општо добро. Изворот Рашче е огромно национално и пред се богатство на град Скопје и ние не се однесуваме со водата како средство кое што е неопходно за да можеме нормално да функционираме. Зголемената потрошувачка на вода е енормна во населените места во Скопје каде што луѓето живеат пред се во куќи. Енормно забележуваме зголемена потрошувачка на вода во општина Стареј, во општина Стопиште, во делови од општина Бутел каде што се куќите, во општина Шуто Ризари. И сето тоа оди заедно. Таму каде што имаме зголемена потрошувачка на вода, таму и луѓето за жал се обидуваат да го измамат нашиот систем, односно се обидуваат да се приклучуваат нелегално на системот. Нашите екипи постојано се обидуваат да се справат со тоа, меѓутоа реално колку се обидите поголеми, толку сме ние понемокни да действуваме многу брзо и да ги откриваме тие диви приклучоци. Има во голем број? Па забележано е особено во летниот период дека се обидуваат да прават луѓето диви приклучоци, меѓутоа ние се обидуваме тоа максимално брзо да реагираме и да ги спречуваме во тие обиди. И секогаш право пропорционално оди зголемената потрошувачка на вода во оние средини од градот каде што се обидуваат луѓето да го манипулираат системот. Како прва причина ја напоменавте менталната свест. Како рационално пак да ја користиме водата според вас? Мислам дека сите анализи укажуваат дека ако сакаме да се движиме кон цивилизираниот свет, дека во урбаните средини, па ајде да речеме и во летниот период доволно за еден човек се помеѓу 120, 150, максимум до 200 литра во дневно кои што му се неопходни за да може нормално да функционира. Ние имаме делови од градот, тоа го напоменав, каде што претежно луѓето живеат во куќи, каде што имаат дворови, кои што
трошат и по 750 литра дневно и сето тоа на техничко ниво во овој момент нашиот систем го обслужува. Меѓутоа ова не може да оди до бесконечност, ниту рашче е извор без дно, ниту пак системот е бесконечни можности има, затоа што системот на техничко ниво сега се наоѓа на максимално оптеретување. Пред самиот крај, дали можеби предпријатието води некои кампањи со цел подигнување на јавната свест кај граѓаните? Ние се обидуваме вака конкретно и преку медиумите, а и поединечно да влијаеме на луѓето и преку нашите луѓе кои што се на терен за да се спречи енормната потрошувачка на вода, заради тоа што мислам дека користењето на питка вода представува човекова придобивка. Град Скопје е еден од градовите кои што има природен извор со вода која што само се третира со хлорирање, значи не користиме фабрики за преработка на вода како што користат други големи европски градови. И токму поради тоа мислам дека кога имаме водата во доволни количини и кога не сме осетиле проблем со водата, нашиот менталитет ни дозволува да се однесуваме неодговорно. Поединечното неодговорно однесување може да направи проблем кој што ќе биде колективен во град Скопје околу водоснабдувањето. Благодарам за сите информации, воедно за сите совети за тоа како рационално да ја користиме водата. Ја ви благодарам и сега ќе го искористам и овој момент, уште неколку секунди, да апелирам да луѓето ја користат рационално водата, со тоа што на нас директно ќе ни помогнат системот да биде на техничко ниво максимално функционален. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа добродојдени за вас и се разбира дека на некој начин апелиравме до вас, дадовме совети кои што ќе ги прифатите за тоа како правилно и рационално да ја користиме водата, со што на тој начин не би дошло до само нефункционирање на системот на водовод, односно со правилно користење на самата вода би имало правилна функционалност на истиот.